другата страна на политиката. Почитувани слушатели, добро вечер, добро дојдовте на вашата омилена фреквенција, на вашето најомилено радио, Радио Лидер на 107,4, вашата најомилена емисија за политички сеир, Шеш Беш, емисија која што создава многу нервози кај одредени кругови на луѓе, многу смеење кај одредени кругови на луѓе и многу прашалници кај одредени нели луѓе. Но пред да почнеме да ги поздравиме, се разбира, луѓето кои што се вече во студиото, неуморните борци на оваа емисија, зад микс пултот Димитар Јордан, тандем опасен, како, што знам како кој тандем да го кажам историјата, танго и кеш. Добро ми стои. Мојот ортак Јован Ване Петров, јас мојата маленкост Александар Бичиклиски, во наредните 60 минути ќе пробаме да протрачариме, да муабетиме за се што се случува на политичката сцена во Македонија, тоест не можеме за се да направиме муабет, пошто толку работи се собираат секоја недела што прашање на време кога малце ќе се прошириме од граници, да не помислат нешто сепаратисти. Дека ќе сидеме надвор нешто? Да, надвор од граница. Од овие 60 минути. Од овие 60 минути. Добро вечер. Добро вечер од мене. Што викаш? Што предлагаш? Мислам дека оваа недела шлак на торта беше сега шлак на торта. Ама сепак Димитар Ковачевски со на неговата изјава, уствари не беше ни изјава. Тоа беше говор пред, посетиме, пред сите можни најрелевантни дипломати во светот. Во светот, така. И сега тоа шлак на торта што го кажа. За нашите политички граници, Бога ми е. Ја мислев она посона изјавата на оној претходникот негов, која викаше еден суетен новинар, еден да ми просто ЛГБТ заедницата тит, нели? Така. Мислев дека беше едното. Мислиш дека тука едното? Тука е крајот, ама ти како викаш? Дефинитивно видов дека тука кај нас нема у Белград. Единствена земја кај што нема дно е Македонија. Нема дно. Ако почна да копа, ја мислам дека кај да ќе излеземе и у Кинадолу и дури тогаш ќе си имаме страшни проблеми. Убиламе туџа срамота како дека црвите го гледат. Не може да пуштам телевизор. Не може да пуштам телевизор. Треба да викуваме како позиционери вака што све контра, ама она е резен за државата. Не мислам. Она да го плеснеш онака, кој му ги пишува говорите? Ја стварно не знам на оној човек. Не знам како можеш да си дозволиш таква работа да кажеш баш онаму кај што најмалце треба да го кажеш. И трета работа, Ване, бе, пријател, човек кога сака да ја покаже својата храброст, како викаме, срце треба да имаш, така? Или кој викаат кукавица е срце ко врапче има, нели? Така, срце треба да има. Репродуктивните органи се за правење наследство, нели? Така. Ти останати работи. Да ми простите на муабетот, им ги покажа своите, им ги кажа, остави своите репродуктивни органи на сите дипломати. Стварно, уште не можам да му се изначудам човек. И уште не можам да се изначудам дека се представува за премиер на Република Македонија. Тоа уште по. Он е премиер на таа, како што се окупационата влада на РСМ, како се викаат они. Нели во целото тоа име? Види, приметувам у последно време дека и они не го користат тоа на С. Да. Освен одредени 2-3 лика, не дека не може да се навикнат или ако било коректно, ако било убаво, ако било прифатливо од народот, значи ја и ти ќе сме го користиле без никаков проблем. Нито да ти менја нешто. Па и покрај тоа што ти сменил нешто да отиде таму пред таа елита, европска и светска елита и да истресе таков збор, мислам да каже таков збор дека они имале не знам овокави балони, оние на надување што се задецува за родендени човек и тоа да го каже, мислам дека не требаше да си дојде дома. Ама добро, еви да рекол храброст. Значи, не бе храброст луѓе, што направивте вие храбро овие години? Значи, тоа сакав ја да те прашам, што имаше храбро овие 6-7 години? Крајен чин на кукавичлук, фино лепо кобајчина се го подпиша оној преспански договор, се што им кажа направија, со Бугарија ви модат по како свират играат такови шопка, да не ми се налутат шопите. Не сега тоа го прават во моментот. И он сега ние имавме храброст, немавте памет бе тоа, само луѓе без памет го прават тоа. Нека не ми замери, нека можеби сум вулгарен во моментот, меѓутоа ти да се продадеш својата народ, нација и тоа да го величиш и да кажеш дека си добар и дека си имал ти за тоа да го направиш. Балони за родендени. Каде помогу? Александара, види, 30 години назад. Да. Имало влади на СДС, имало влади на ВМРО. Правеле проблеми, правеле глупости едните и другите. Имало киксови. Точно нормално. Повеќе што правила СДС, да се вратиме малце назад од
приватизацијата, па технолошки вишоци, не знам што се не измисли. Значи, направи. Меѓутоа не дојдоа до степен, па зарем они тогаш, која беа онаа свита на СДС, текнува на Бранко, на Фрчко, на Киро, па зарем тие не може да го направат ова и ќе кажа дека имаме на ти толкави? Како може се... А да може, види, има, ти текнува дека 94-та, 98-та беа сами у парламент. Так. 120 пратеници, со албанските пратеници беа само опозиција, апсолутна власт има. Да. Има што сакат може, ама што сака да направи? Да. И пази бе, да имаш ти. Ништо не направија бе. И ти вика балони И сега овие имале, а оние претходните немале никој. И тоа пази, овие имаме, нели, балони, како користим изразот балони во емисијава за да не бидеме толку вулгарни. Во приказна каде што ти прават инженеринг одредени кругови на влијание во светот, каде што ти склопуваат, они влада ти кажуваат со кого ќе правиш и кој ќе ти влезе во натре, и ти за тоа си требал да имаш балони. Не бе, брат, не треба да имаш памет во главата, треба да си послушен, наведнат во главата да правиш целата таа работа. Како бе може да Може бе човек што не излегол на избори да го гласа народ. Да. Ке излезе, кај да не му Кај да мора да излезе точно. Јас се поише мислам дека нема да кандидира и сега се повеќе размислувам од прес. Мислиш ки си даде оставка? Па не, некој друго дете ќе зададе, пошто со ова не можат ништо да направат. Така ми стои работа. Меѓутоа, она што е многу интересно, не смееме да го заборавиме, Ване, е приказната што истиот овој што вика дека имал, нели, балони сиде тие работи, ми оди на два ума паметот. Првото е се повеќе размислувам она што збора дека е непресметлив. Дали документот што го извади Ковачки. Ама што тоа нема што да збора, тука имаш црно на бело век. И втората работа, зашто бе не ги покажа балоните 2001 година, туку си ги сунчеше у Грчка, бе, мајсторе? Не бил у Грчка, тогаш бил на Кембридж у Црна Гора. Кембридж и Црна Горе, сподгорите, па нисам знал да тоа во енглеску, видите Кембриджо, битолчани, во Битол да живееше Кембриджо го вика. Вика, не знам, дали виде дека после оваа неговата легендарна говоранција пред светската елита, дали виде дека, мислам, онаа беше суптилно, меѓутоа, како да кажа, Бујар Османи излегува на пресконференција, нели го спомна и договорот со добрососедскиот договор со Бугарија и сега им кажува дека како тоа било немало проблем околу уставните измени за внесување на бугарите во уставот, дека тоа како кај нас немало да има никаков проблем, меѓутоа ги испокара бугарите. Му ја гледав пресконференцијата на Бујар Османи. Зашто искра? Ги испокара бугарите, требало да си направат влада, требало тоа да биде политичка влада, за да имало он со кого да седне да разговара. Бујарчо, кој си бе ти бе да седнеш и да разговара за некои национални прашања кои што тангираат 75% од населението, најмалку минимум, и уште 30% низ белиот свет. Так, ама ти реков ја минатата недела дека мечката кај нив ќе заигра. Заигра? Но ја мислам дека не, ама со свирачи, не само мечката и Зорли Тапан има таму. Сега и гостива Сдружение на албанци кои што се чувствуваат како бугари. Финале па молим, дали тие ќе ги метне во уставот? Бујар, јавно се прашува мајстор Османи, помеѓу две операции, кажи дали... Прави операции? Па докторе, нели човекот? Докторе за трошење пари. Му го виде буџетот за прославата, за оно успешното, нели, отворање на отворањето. Не, ОПСЕ... Главен е, да, сега ОПСЕ. Сега е главен ОПСЕ, меѓутоа тоа е на 6 месеци има ротација на председателство, така? Да. И сега они тоа сака да го покажат како не знам каков триумф на оваа влада, затоа што Македонија, односно Бујар Османи, бил председател со ОПСЕ. И на крај на година... Што требаше да преме Срđan Kirin, која беше... Ништо бе, 10 милиона, околу 150.000 евра, ќе ја приуредуваат... Колку? 10 милиона денара. Зашто? Да ја приуредат салата, Борис Трајковски, за да завршната конференција за примопредавање на да се одржи таму. 10 најсериозен. 10 милиони. Ама затоа па види, стотина луѓе не може да дојдат до лек.
10 милиони за да се одјави. 10 милиона за да се одјави. За да се одјави. Колку ли потрошил кога се пријави, тоа еден Господ знае. Часто помало, по чајер. Кој знае што прави? Па што требаше тоа Срđan Керим кој беше председавач со Обединетите нации со собранието? Што државен празник требаше гласување овде. И тоа 3 дена. 3 дена. И кредит да земе. Ма себе. Ма се. Удри. Ти бујар. Да, 10 милиони. 10 милиони, не знам како ти изгледала таа информација. Да ги испратимо кој унака. Да испратимо 10 милиони денари, од друга страна, тие 10 милиони денари да се вложат во преадаптација на одредени студија во МРТВ, многу лесно джез оркестарот може да се смести таму. За да немаат кавга луѓево, да не се ама и филхармонија и со со филхармонија им наместија таква заврзлама и направија да се испокараат тоа квалитетни едните и другите и другите се во право. Во право се. Значи нови им речено дечки правите конечно джез оркестар, гледа супер вамо таму ќе ви биде таму оркестарот, ако не биде таму нема оркестар. Тоа е буквално пуштање да се скараат луѓето. Као деца на транзицијата. Да, нели морам да спомнам таков збор да употребам. Димитар Апосиев гостувајќи на као деца на транзицијата на Апосијата ќе рече. Као деца на транзицијата. Добро се сеќаваме, Македонска радио телевизија се што имаше какви ансамбли и овакво имаше оркестри, да, на народни. Значи имаше оркестр, танцов, има. Мислам дека едно време има и джез, го водеше покоен Джамбазов и танцовиот оркестар. Ама ние во Скопје имаме Ама имаш МКЦ, бе. Да, ама имаме едно од најголемите 5 светски манифестации за джез фестивал. Значи джез фестивалот на Оливер Белопета кој што Министерството за култура него финансира, а најголемите звезди на джез, ја не слушам джез музика, меѓутоа најголемите звезди на джез музиката продефилираа овие 40 години во Скопје. Најголемите од Бени Гудман, од кој не, Майлс Дейвис, сите тие најпознати джез и они се нема да даваат пари на човеков, али затоа Булјер 10 милиона. 10 милиона. Фино лепо, како викаат, клас. И само чекам сега да видам која фирма ќе биде. Мислам дека знам која фирма ќе биде. Како се каже? Па таа нивната од кај беше од Кичо, од кај беше од тето од Све што покрива. Све што и учебници што печати, и плакати што прави. Коридор 8. И коридор 8. Па единствено од коридор 8 мислам дека ќе го испечатат на хартија. Па да, како што тргнала работа. Кога сме веќе кај коридорот 8 и 10, вака тоа е едно од главните прикази. Уште едно е интересно вака. Се создава тензија. Се обидуваат некој. Извини, морам да ти пружам вака пред камери, одека пред сите погледи минатата емисија кажа, сојка чест од сега ќе те носам во кладилница да ми типуваш. Кога рече дека еден така наречен портал е на платен список на Артан Груби. Кеш на рака, Мара под рака. Мега интервју, човече, на Артан Груби. А дали Артан Груби чул претходно во таа емисија што се има зборено за него од други гости вака например, и што се апологети на тој така наречен портал. Значи, еден Љупчо Палевски, например, еден Филип Петровски, што мисли за него, еден газдата Димитар Апасиев, газда Стефчо, другиот газдарица, што не знам во целата таа работа, што има Сиреден род. Така, што имаат мислење за Артан Груби и таму муаветот беше дечки, ја со крстот на чело, ја и мајка Тереза и никој друг. И никој друг, да. Тука сме целата работа. И трет не сме да има. Од каде испадна ни муаветот, него следеш точно каде што вели и еден денар ако се украде, да доживотен затвор. Интересен настап имаше, да, тоа беше пред Устопанска комора беше отиден. Сега види наместо да ги повикаат стопанствениците. Председател на Стопанска комора е Бранко Азевски, така? Така. Бранко Азевски да ги повикаат да направат еден многу пред тоа сега што го направија. Он отидоа кај нив и тоа не отиде сам Артанчо, да не се разбереме погрешно. Имаше поведено од неговата свита оној министерот за економија, министерот за Крешник беше, Бектеши Меши, така нешто беше. Крешник беше, да знам сигурно, излезе на говорница и онака гледајќи ги очи, им рече, ние сме толку чисти, договорот не е таен. Лажат, вика овие од опозиција, лажат дека договорот е таен. Не е таен договорот, ама никој не може да го види. Па чекай сега, зашто беше? Зашто? Двојна државна тајна. Државна. Не е тајното. Ама не е ни тајна, значи не е ни таен, не е ни деловна тајна, не е
Што би рекли нашите источно-западни соседи, тази дупка не е дупка. Тази дупка не е дупка. Послушайте. И еден денар, ако некој земе, ако биде корумпиран од нас политичарите, нека скапе буквално во обеа зборовите, нека скапе узад. Да скапе узад. Мислам, Артан, му се прв пат морам да ти кажам дека му се восхитувам на смелоста што имаше да ја каже, да каже нешто затоа што знае дека ќе скапи узад. Знае дека ќе. Пази, на непочнат проект, виде негде лопата да се една шајка да се загне. Мајца осмица. За рентал мајца осмица, денеска сме 26, така? 6, да. 300 милиона евра веќе се исплатени. 300 милиона евра на фирмите. А и за таа фирма, за онаа америчка, 300 милиона евра се веќе исплатени. Еве те прашав тебе дали имаш жена. Димо аналгин имаш? Не ти помага аналгин, брат, само 300 милиона. 300 милиона. Мои твои наши пари. Наши пари. Договорот не е тај, меѓутоа никој не сме да го види. И што вика да скапеме во затвор? Да скапеме, ако сгрешиме. Тоа е како на Пепи во Втировска заветна. Ако сгрешам, нека изгорам. Нека изгорам. Така? Артан Груби, ако грешам, нека изгорам. Денеска по собрание гледам, нели уште никако да стигне патува договорот од влада до собрание и сега премиерот денеска вика, па не знам дали ја примил председателот на собранието, оваквото, пошто таму нели има некој што има сертификати што може да го отворат. Они вика, за тоа не ти треба безбедност. Не, викам, нели има веќе таму со таа работа. И тоа е голема глупост да ти кажам, со тие безбедносните сертификати. Јас се смеам, знаеш колку, не само за ова, за се. Кој е основач на агенција, Национална агенција за безбедност? АНБ. Што за собрание или? Собрание, така. И сега, пази, јас сум гласал, јас сум пратеник, сум гласал да се основа таа агенција, и после од таа агенција, од тебе треба да чекам ти мене да ме провериш за безбедност на се. А сум те гласал тебе. Така, па да. Па чекай, сам себе убио што ви рекле србите. Ама и кои се критериумите за да те проверат да добиеш било како безбедност? Кој сака може да добие, кој сака не мора да добие и нема да добие и не се знае зашто се даваат безбедност сертификати и кај треба да бидат тие безбедност. Војска, полиција и толку е. Да си ми жив и здрав. Да си ми жив и здрав. Нема што поише да се објасни. Безбедносен сертификат за договор подпишан меѓу држава и приватни компании. Конзорциум. Па добро, со што ги обврзуваат приватните компании да не кажат? Да не знаат овакво дека пишува у договорот по себе некој асфалт бекат, битумен нешто што песок, што и да е кварц, нешто што злато да не стават од договор на пат. Што и да е мора на крај да го покажат есапот. Така, тоа е. Ова ќе биде многу весела приказна, мада ја мислам дека никогаш нема да почне ова. Не, ќе почне. За бргу ќе има избори, тој договор има да се ревидира. Па за тоа мислам да ти кажам. Има да се седне со тие газдите на Бехтел и Енка, да се разговара со нив и да се направи по сите меѓународни стандарди. Инаку има една. Ти ми кажа дека 4 очи договоров, така. 4 очи. Немаш меѓународна, немаше ништо распишано, нити меѓународен, нити. Пази, дојдов до некои податоци, сега ќе ти ги прочитам и еве ќе видиш колку Артан Груби ќе леши. Сега, дојдов до некои податоци. А тоа се следниви. Површински ископ на земја за коридор 8 од договорот со Бехтел ќе чини 5,36 евра по метар кубен. Површински ископ за метар кубен гранит наплаќа 2 евра, 2,33 евра. Зашто не ги ангажираат нашите компании? Дозволи. Површинскиот ископ ќе биде 8,95 евра метар кубен за истата работа. Гранит наплаќа 4 евра. 4. Боже. И Артан Груби ми вели дека ги штити националните интереси, дека го штити ја штити државната каса и дека договорот не е таен, ама не може ник. Не бе брат, че секој. Ако сакам да го најдам, ќе го најдам тој договор, затоа што тој договор на крајот од денот мора да излезе за разлика од нас, од оваа поданичка власт. Они имат канцеларија во Англија. Таму ќе мора на сајтот да го покаже договорот, да, за толку пари кои ќе даноци се плаќаат, пари да стигнуваат сите тие останати работи. И пази, у договорот има уште еден дел.
нашите судови не се надлежни за доколку дојде до спор помеѓу државата и консорциумот Бехтел и Енк. Кој е надлежен? Нашите судови надлежни се судовите во Англија, а англосаксонските. Значи Англија и Париз. Може да замислиш дека И сега да ти кажам уште една работа, дека на тие судови наши адвокати не поминуваат. Зашто? Зашто немат правото системот не е различен. Системот е различен. Наши адвокати таму не поминуваат. Значи ќе треба да ангажира дополнително адвокатски куќи од Англија, од Франција, од Америка, кои што коштаат за овакви проекти од преку 2 милиарди евра, коштаат минимум 5, 10, 15, 20 милиона, 30 милиона евра за да те застапува. Бившиот премиер возило кое што денеска го возат, го испокршија. Тоа беше криминал, плакати правеа. Да, за тоа имаше Вучич една емисија да ги у Србија. Да кога сме кај тие потатаните што беа така наречените шарени, значи тие луѓе, не знам како да ти кажам, имав дел од нив пријатели кога почна таа шарената револуција, некои престанаа да прават муавет, некои комуницираат уште со мене, ама сега муаветот им беше еден период сите се исти. Сега муаветот им вака не било никогаш лошо. Ама им беше сите се исти. Да, им беше, сега викам, не било вака никогаш лошо, сега шената работа ќе видат, ќе кажат браво Вомор, истите тие. Браво Вомор. Па така ќе видат како што тргнала целава работа. Кај се оние борци за човекови права, за женските права, она Пирани Уранија, како беше Најчевска и сите после изјавата на премиерот, не е сексистичка изјавата за балоните, се вратам пак на мовето. Сексистичка здрави. Никој не е осудил на страна. Немат проблем они со тоа. Што тоа немаат проблем они, никаков проблем не. Или никој не им го слуша премиерот. Директорот која држава сме, човече. Директорот на Битолска болница си дава оставка после со породилката што беше, знаеш, со бебето. Да, случајот, да. Да, но знаеш дека сега има нов случај. Дека бебенце во истата болница во Битола, бебенце 2 сата после пораѓањето здраво, живо, право, починал. Погречко. До тука ни е дојдено, 10 милиони за ама 10 милиона за чао рагаци нема, нема проблем, и дури онака гордо, па не се многу пари тоа, вика 10 милиона денара. Знаеш, ќе доаѓаат од три факта сите луѓе ќе допијат како требаше. Кој се нема да дојде, како нема да дојде. Па еве имаш филхармонија, имаш не знам, имаш прекрасни зданија. Што немаш, брат? Имаш прекрасни зданија. Салата Борис Трајковски не е тај за спортски настани. И ти што да се одјавиш на опсе во сала Борис Трајковски 7.000 луѓе. Митинг ли ќе прави Дуи, што ќе прават таму? Златна буба Марана Дуи, што ќе прават? Па нешто такво. Златна буба Шваба. Буба Шваба, што ќе им биде приказано? Леле, ова не знам. Нема страшни работи. Работите што се случуваат околу нашиот главен град, еден интересен момент има. Градоначалничка на Скопје на турне беше. Поточно во Бања Лука да си гледа врвен тенис. Да. Наместо да се заангажира. Имаме еден клуб, знам луѓе кои што играат, имаме и добри тенисери, сега не се управи 50 или овако меѓу управи 200 се. Млади деца, Линчева, како се викаше девојчето, не. Мој Печко, младиот, како се вика што... Не, нале тоа, меѓутоа имаш ти клубови овдека. Да. Со добри терени, им треба само една, у парк ги имам видено, значи само добра инфраструктура, односно да се направат трибини убави, солидни. Има Јука одличен терен, тениски. Со убави трибини, со солидни, за светски играчи, треба да се рака. Меѓутоа тоа градот фино лепо може да го... Сега ќе ти кажам, ја бев советник 27 години у Совет на град Скопје, да ти кажам што направи Данела Арсовска во овие 2 години за спортот. Ништо. Сега ќе ти кажам. Во време на Коце Трајновски, на првиот мандат, се направија средношколски лиги во Скопје. Се тераа 2 мандати на Коце, се тераа дури во мандатот на Петр Шлегов. Направи и студентска лига. Гиукина. Ама и студентска лига. Гиукина. Тоа го направи прво. Ги избрка ракометарките од Ѓорче Петров од својата села, значи шампион на Европа, светски шампион, го брка од неговата села. Зашто? Заради драги книга да може да тера бизнес да изнајмува свалата.
ги уништи покрај Вардар што се игралиштата за одбојка, значи онака се руинирани на Оние одвика за на Песко што беа. Да, Коце Кабана што ги вика. Да, Коце Кабана што ги. Меѓутоа, кога ги направија, му се смеа, после тоа, после одреден период, па немаше место да не можеше да начекаш место да застанеш да влезеш од Европско првенство во одбојка на трева се играше на песок. На песок, пардон, на трева, на песок се играше и уште одбојка на трева да почна да играат. Ама не, Петре планираше да направи на площата, му се суши тревата. Да, и зипот, директно на кале, да го однесе. Да. Друго што направи за спортот, Даниела Арстовска во Скопје, на пример, сите оние училишта кои што имаат одредени терени кои што се користат во школите, оние сали што бе направени до школите, сите ги изнајмува на други лица, децата не можат да вежбаат и да тренираат. Ете тоа направи Даниела Арстовска. Многу направил. За спортот. Тоа сме веќе кај спортот. И отиде да гледа Тенис, врвен тенис, да гледа. Пази, у Република Српска. Осташ у Република, окей, Не, друго ме беше муабет. Република Српска. Знам. Имаш ли читано за? Имам. Значи најголемиот шовинист што пардон, ја негира масакрот во Сребреница, го негира, кај 7.000 луѓе загинаа. Не загина, ги степа. Овакви, онакви, дали биле муслимани, дали православци, дали не е битно луѓе се. После тоа, пардон, негира дека постои бошњачка нација. Истиот тој тип. Се водат 3 или 4 случаи на афери со корупција кај него. Дали отида да разменат искуства во нешто мислиш вега? Па најверојатно гледам дека не може Нека не ми замерат слушателите, кашто се врати зимата, уште 8 месеци до нова година. Уште 2 кубика дрва и таман ќе дојде лето. 30 сантима на шапка снег. 30 сантима денеска гледав, денеска чит. Тоа направи за спортот. Кога сме веќе кај спортот, има и нов момент у Македонски олимписки комитет. На гостување, го слушаше ли, имаше едно гостување Борко Ристовски, нашиот врвен, значи легенда голман и на Вардар и на македонска репрезентација. Најголемите успеси ги има постигнато у својата кариера, нема што нема освоено. Мене е близок пријател. Значи нема што нема освоено. И од мало ми е. Лига на шампиони. Не знам што нема освоено веќе човек. Каде нема настапувано во најврвните клубови во светот. Барселона бранеш, што ти кажеш? Барса бранеш. И заради негово кажување, односно изнесување на факти, личен став кон председателот на Македонски олимписки комитет, како се викаше Даниел беше, така. Пази, овој тоа ти е калибар на Даниел. Наместо да си покрене нормално, како секој нормален човек, да си покрене граѓанска парница, па и се докажат на суд кој е прав, кој е крив, така се крие позади името на Македонски олимписки комитет и му изрекува казна, дисциплинската комисија му изрекува казна на Борко Ристовски 4 години забрана за олимписки спортови. А знаеш кој е председател на таа комисија? Кој? Он. Кој? Тој бе, тој истиот. Димовски? Тој. Па не сме да биде. Ама е. Не сме да. И он се подпишу. Значи статутарна, значи тоа е статутарна на Александар, чекај сега се разбере. Што у Македонијава моментално не сме? Па во право си, ама јас сум бил федерација, председател. Знам дека беше и тогаш имаше најдобри успеси. Да, ама си имаше човек кој што е одговорен дисциплинска комисија, независен човек. Еве он. И се потпишал тоа. Секогаш било, значи јас сум имал спорови со одредени клубови играчи, што се докажувало, се правело во натаму. Меѓутоа знаеш ли ти генезата како избран Даниел Димовски? Не. Даниел Димовски беше едно време на Кошаркарска федерација председател. Да бе, тој истиот беше на да бе, сега ми Кошаркарска федерација председател, човек кој што беше член на комисијата за спорт во СДСМ, член на комисија, член на централен одбор во СДСМ. Да. Ама не е партиски, не е партиски. Не е партиски. Дојде, значи он дојде председател на федерација по историските успеси на нашите 2005 година во Литванија, каде беше четврто место во таму и од тогашња нема кошарка, 20 години, за жал сме ендек, тежок. Онака од целата работа, значи како дојде изборот? Неговиот избор се случуваше во времето кога беа на најако пуштени бомбите. Се говори дека кај претходниот председател, кој што исто така не е цвеќе за мирисање на Македонскиот олимписки комитет Васло Топиловски. Му се дадени одредени снимки кои што ги чули, кои после тие снимки си го одреди својот наследник, а тоа е Даниел Димовски. По цела оваа приказна. И што е најинтересен момент,
Значи олимпизмот како олимпизам е одраз на пред се на спорт, на спортски дух, на фер плей, така и на сите тие останати работи. Ако јас ти што го си кажам, че ако јас тебе персонално нешто, Борко Ристевски го слушав напаѓа дека изборот бил нелегитимен, и стварно не бил легитимен. Значи понешто се гледа како е гласано, кои луѓе се, како е направено целата работа и си го кажал својот став. Точно. И ти, значи, го можеш, спортист, според мене, да го казниш со таква драконска казна од типот, ако пример, не дај Боже, не се однесува спортски, пие, се дрогира, недолично, нели, Допинг средства користи. Допинг средства и сите ти останати работи да го трнеш, меѓутоа заради свој искажен став. И режим беше пред 6 години, дечки, а? Не, Ана, то Режим, само една минутка околу те режим, ја еве един ден се чудам на тоа. Сите зборуваат, нели, еве и после толку време оние страшни аналитичари, новинари, не знам што кои што работеа во А1, поранешна А1 телевизија и некои други телевизии, дека еве се бореле против режим, дека бутале режим, дека пази у време медиуми заробени, медиуми, пази имаат медиуми, како што и сега има проопозицијски и пропозицијски. Така. Како што тоа го има и во Америка на крајот од денот. Сегде во светот го има. И сегде во светот. Освен у Северна Кореја. Има, може, само не знаеме. Ама кратко трајат. И сега пази, он ти вика се борел против режим, кој што За режим... Северна Кореја, извини, треба тоа Димо да го прашаме. Аджи Димо Папасиев, може би таму наджило кај татко му на Ким Ил Джунг. А може. Да се поклони. Тоа ако отиде ќе го прашаме за Да, так. дали има опозицијата му. Се бореле против режим. Ако беше тоа режим, има една стара македонска вика, има да ги нема, по кумановски уствари. Да. Има да ги нема. Ти знаеш што зборале старите наши вика на сред на кооперација, ќе спомне некој нешто против Тито и другиот ден го нема. Го нема човекот. не против против. Сталин на времето. Само зборот да го употреби, зборчето, името да му го каже Тито и ако погледне лошо го нема. И то и крај. и режим било, Режим. а ова не е режим, значи во моментов ова што Значи имаше снимка, пази, снимка одобрена со пим мерки, со сите салтанати, одобрено да се снима како му се заканува Заев на претходниот, на оној што го судија, нели, на тогашниот премиер Груевски, Така. у кабинет, у влада му се заканува и му кажува да си даде оставка, не знам што, се излегува без влакно на глава да му фали, продолжува, излегува, пласира снимки, аудио, снимки кои што се стекнати на тотално нелегитимен начин. Знаеш зашто? Они сами си го признаат тоа. У моментот кога го донесува законот дека снимките повеќе не можат да бидат употребувани во судски процеси. Ти текнува? Да. Ти текнува на тој закон. Да, па што им е проблемот тоа? Значи треба сите судски процеси да паднат. И тоа било, ама не, тоа било режим. И сега идеме у крајна солдека со Борко Ристовски затоа што излегол на телевизија и си кажал собствен став и собствено видување едноставно. Така, точно и не Пази, не го навредил него лично, мислам, не ја навредил Олимпискиот комитет, не го навредил. Не го напаѓа Олимпискиот комитет. Точно тоа Значи, баш. напаѓа персона, лично, со президент. И измери ги. Кој е Борко Ристевски, што има за себе, кој е Даниел Димовски. Па еве не можам да го згодам името, пола емисија не знам да го Каде играл, што правил во животот. Еден успех како председател на една кошаркарска федерација. Меѓутоа, добар бекенд од Борко Ристевски имаше одговор. Имаше. Одговорот беше. Ја очекувам од него многу затоа што го знам. Со срце. И стварно очекувам со срце. Со срце, а не со балони. Со срце. Димитар нешто нервозен вика реклами, пошто ќе се лутат. Идеме со реклами. Ајде. Но во студиото на Радио Лидер на 107,4 во вашата најомилена емисија Шешбеш 6-5 во превод. Оваа емисија не играме табла од верски причини. Наредната ќе играме. Така. Така Ни се скрши таблата. Табла, го кршевме таблата. Го кршевме таблата. Еј, кој е таблава и табливе да не треба тоа различни да ги правиме што да играње. Наверојатно. Бујар да. Застанавме кај Борко, така? Да. Ние застанавме, но Борко нема да застане. Ама Борко нема да застане сигурно и баш ме интересира како ќе заврши. Току друга те прашам, ти текнува дека оној како беше ракометарот на Металург од Струга Наумче? Директорот на агенцијата за директорот за нели млади. имаше кривична пријава нешто за
за проневера нещо. Тежок Защо? криминал го обвинува Така. нещо во таа приказна, ама И до кај е постапката? па няма. Няма. Па зашо него не го казни со, например, 4, 5, 6 години? Кај сме да го казни за едну кампања да црвени елици носат сега, го гледаш научи со еленче се шета репрезенти. Не, Ја, како да ги бираат, оние со кривичи, што си ги стават црвени елици, или они криминалски имаат правене, како да ги обележуваат. Како да ги обележуваат. Абе, и на Титаник имале сите лечиња, ама не се Како спасили. пееше она бугарка таа на песната Can Live поврзана со песната Шуби-дуби дал ю. Шуби-дуби, да. Имам и други теми, Александър, така да... Интересно... Уште само уште Кажи, работа кажи. со коридоров 8 и 10. Добро. Кој што не можеше да стигне до новиве толку да биде експлоатирана во јавноста, а е исто така круцијална и клучна работа. Вице-премиерката за борба против Грковска дигна раце од договорот и ги повика, замисли, институциите на државата да интервенираат и да видат, да го отворат договорот. Она не можела. Види, има тука еден куп аномалии. Најголемата аномалија која Како е? да го разбереме се? После оваква реакција, бурна реакција на јавноста, на опозиционите партии, на Христијан Мицкоски како лидер на опозицијата. После овакви реакции. Ја не знам што кај е јавното обвинителство за спречување и гонење на тешки криминали што прават. По допрен глас, Они чекаат владата да им го прати на нив договорот. Еве, имаше денеска прашање, стигнат ли? Не е уште стигнат. Чекај бе, Патува. Јавното обвинителство требаше да се Па одреди нешто километри автопат патува тоа време. 1300 додека ги превозат сите, треба да стигне да. Јавното обвинителство, ако беше јавно обвинителство, ки си назначеше обвинител, јавен обвинител, кој што ќе биде заложен за овој предмет, пред истражна постапка, или до сите процедури, ќе се отидеше у влада, дајте го договорот, си го зима договорот, си го носи обвинителство и си работи на предмет. Има, нема. Има криминал, нема криминал. Меѓутоа, после ова што ти го прочитав, разликата у КОП е 4-5 евро по метар кубен. Очигледно ја во јавното обвинителство балоните се издишани. Има друг јавното обвинителство има еден многу голем проблем кој што ние сите го занемаруваме. И го забораваме многу често, ама ја среќа малку памтам, слабо заборавам, малку памтам, слабо заборавам. Значи, јавното обвинителство беше прислушкувано, Александар. Да. Имаше снимки. Ти текнува? И за Кјутеа ги нема нигде таа приказна. Кај е Оливер Спасовски? И оној што како си Кај е Оливер Спасовски да реагира? Уште нема ништо нема од таа истрага. Нели ќе имаше истрага, па како е монтирана, па како дошла таа како се вика автоматска централа, па не знам што, не знам како. Ама сега Ово нема у Белграду. Стојат негде, ќе се Мора да ги има. со некоја со текна. Мора да ги има. Ама затоа и обвинителите се толку тивки кога се зборува за моменталната власт. Ги нема нигде. Ама затоа за опозиција се татамата. Кога глува сова да се влегнат. 24 часа завршуваат работа одма. Одма вршат работа. Да, експресно кога сакаат некого да осудат. Тоа се веќе кај тие приказни многу интересен момент е што кога говориме за судството. Еден куп работи се случуваат. Например, денеска, нели знаеш, целава приказна во судскиот совет што се случуваше. Пуленот на Пендаровски отиде јавно. Пуленот на Пендаровски и член на комисија за правоправна комисија на Социјалдемократскиот сојуз ја избрка буквално денеска. Значи, не говорам дали има одговорност. Многу смешно беше прво образложението на заменик председателот кој што го брани, кој што си брани еден човек кој што треба од Таргет тврдина нели да одговара што ги крие делата на Мијалков во што ги криел во Фиока. Но интересниот момент е што значи како почнала седницата, почнува седница, дневен ред уште не усвојуваат, овој и бара оставка, гласаат 7 души и вика чао, фино лепо, оди си ти, поише не си тука, ги прекашуваат сите можни закони. Оние што треба да ги поштитат законите во државава, нели? Има председател на Републички судски совет. Со мандат. Дали тоа на нас ни се допаѓа или не, тоа е веќе друга приказна. Имаш заменик председател. Заменик председателот ја зема улогата
а таа седи до него. Ја зема улогата на председател. Можеш да замислиш. Не ти ова дежаву со влада и става приказно? Исто. Абе исто. Така, ова е. Абе исто. Ова е премиер, ова е прв премиер, устари ова е главен. Уште Артан да му рече на тачи, ај, Да ги гласаме на влада. Ај ги. Мислам дека ако им дојде таму нема ни да го гласат, ќе му кажат то денеска не влегуваш у влада и крај Пошто завршена не се избрали приказка. избори. Така е, така е. Не, па така делуваш. И сега ја Републичкиот судски совет стана мамедрано е шо. Па еве реагира коалицијата, сите за правично судење, реагираат сите правни експерти во оваа држава, дури судскиот совет велат дека извршен и пуч. Види, таму- Беса реагира, вика разрешувањето на Дамева е скандалозно. Таму веќе не да врие, мислам, се вкупно таа коалиција. А оние таа што се блиски, да, па оние што се привидна е. блиски до Дуи, одат со вакви коментари и наслови, вика писмото од Агелер предизвика хаос во судскиот совет. Не, ја разрешивте председателката заради тоа што требаше да еден да го изгуби мандатот. Ај кога сме веќе и кај писмото на Агелер. Тоа сега дека тоа е интересен момент. Ај сега кога сме и писмото, сите го зборате 2-3 дена, писмото на Агелер, таа е амбасадор на Соединетите Американски држави во Македонија. Амбасадор. Да. Не како ги вика во време Турсконија, која ти дава, која става на одредени области своји Кади, Вали... така. Нити е Кадија, нити е Валија, Гувернери. нити е не знам што. Не, Че пази. во секој случај... Писмо пратила писмо, а е добро да е пратил. Замисли да прати писмо у МПЦ. Таму е весело исто. Ама таму некам... Замисли да прати писмо, има сите од Републички совет да ги стави у МПЦ. Таму некам да се мешам. Не се мешам, ја само давам некоја... Знаеш што ми е смешно таму? Зашто некам да се мешам? Што најзакоравените комунисти на времето што ги знаеме, што ги памтиме, Да. што беа атеисти, што не беа уште ваму таму, се најголеми бранители на едни на Вранишковски, сега ќе го видам господинот Цариград, ваму таму. Лјупчо Палевски, дали ќе напише нешто за Зоран Вранишковски, познат во македонската јавност како он беше Јован. И ти си Јован. Да, и јас сум, да ти кажам Ама не си право, владика. сум се срамил кога беше он владика. Јован беше така? Ја не се сеќам. 3 години го судија. Го судија, го расчинија. Го расчинија, да. И сега го враќаат повторно и ќе го стават за... И уште епархија му даваат. Тоа ти викам, ќе му дадат епархија. Боже, што би рекле овие неги. Неќам да се мешам таму у тој дел, не сакам да коментирам. Кога говориме веќе за писмото, сега не говорам дали е дипломатски пех, дали е во ред. За мене воопшто не е дипломатски коректно тоа. However, како и да е, меѓутоа она што го пишува во писмото е страшна работа. Значи какво слика, какво мислење за Македонија во моментов има светската јавност. Амбасадор на најголемата сила во светот да ти испрати онакво писмо, остати во право се апсолутно дека можеби малку и повеќе од тоа што треба се дал некој сила, но онака да им го шлапне во очи како се вика се она што им се случува во Добра, ама нели ќе беше покоректно пред целата македонска затоа што таа сепак е амбасадор у Република Македонија, Да, така? добро. Немаше ли да биде многу покоректно да излезе на пресконференција на Калегоре у својата амбасада, да си свика пресконференција, да се излезе луѓе, тоа се случува во Република Македонија. Судството не е на 0%, на минус е отидено. Јавно обвинителство не работи, корупцијата цвета, криминалот цвета. Виде дека суптилно се тргна од коридорот од, нели, оние помпезни најавувања, па премиерот, па вице-премиерот, па другиот. Има и официјален став на Соединетите Американски држави, да. Меѓутоа, ама она беше сегде инволвирана у почетокот, ако ти текнува, па дури на отварањето на онаа странна табла што ја ставија на патот. Абе добро, америчка инвестиција била. Абе не америчка инвестиција, инвестицијата е македонска. Мислам американска компанија. Добро, па кај беа турците? Пардон, Ама Енка е турска компанија, бе. У кампања се сеатам. Меѓутоа, они си кажуваат, американците си рекол убаво си кажа. Да. Соединетите Американски држави не застапуваат приватни компании. Кога сме Сега, колку не застапуваат, тоа е друга работа, меѓутоа, декларативно е така. Кога сме кај застапување, интересни моменти има во така наречена комисија што ја направија за уставни измени, кај што се, нели,
требаше да се неколку интересни работи. Првата по мене интересна работа е што ги нема Шкарич, ја нема Десковски, Камбовски кои што беа најавени. Камбовски додуше си кажа човекот. Човекот си кажа. Фино лепо кажа, додека во собрание тоа согласно закон не се покрај иницијатива и се изгласи се донесе, а тоа не правам ништо. Меѓутоа Десковски беше министер. Шкарич им беше главниот играч во парламентот кога се носеа одредените измени. Професор по уставно право пар екселанс. Пар екселанс, тука нема збор, го познава уставното право, го познава као собствено џеп. Тука ти тврдам најодговорно за Шкарич збора. Не зборам за други. Не го гледам како се вика. Види, луѓе кои Саво Климовски, луѓе кои што се држат до себе. Оно исто нивната апологијат како се викаше професорот Јован, исто и тој Јован да не беше или не. Овој што требаше да биде главниот обвинител во СЕО, па не беше во СЕО, па така малце по радикални ставови. Не ми текна се на човеков на врв на јазик ми е. У моментов и на мене не ми текна. А интересен ми е кога го слушам како настапува. Значи луѓе кои што ја председател. Знам. Значи луѓе кои што држат до себе и до својот интегритет никогаш нема да влезат у таква една каламутница наречена, како е нарекува они? Па комисија за подготовка на уставни измени. Да. Добро, по кој основ е формирано тоа? Ама многу смешна работа. Пишува група една нацрта напишани независни експерти и сега таму Цаца, член на комисија за правда во СДСМ, значи еден куп таму комуњари и од други. Ја на неј се чудам, ја. После предлози од партија има, плюс предлози од партија. Па предлози и од оној на водно што председател да сите политички луѓе членови на политички партии, блиски на политички партии. Цаца Николовска беше на крајот на криштата, само извини што ова нека те прекинам. На крајот на криштата, без оглед колку ни е избушен уставот и со рамковниот докрет и 91 правен. Абе што не викна еден од оние што го правеа уставот на времето, Фрчковски, Владо Поповски, тие компанија што беа да ги прашаат, нели? Треба некој континуитет, интегритет да има приказнава, нели? Да им кажев дечки во уставот вака се прави. Види, ниједен нема тие. Прво за да прават нешто уставот, некој треба да дозволи. Тој некој е собранието со 80 пратеника. Точно. Значи, ја ова тука ги гледам тие глупости што ги прават тој така наречени експерти. Посебно ми е чудна оваа Цаца Николовска. Па она беше судија у Страсбург. И сега дури гледам уствари она како суд, не знам дали си запознат, значи судија од Македонија во Судот за човекови права у Страсбург, суди на просторот за бивша Југославија. Значи за Србија, за Босна, за Хрватска, за Словенија, за Косово и не Црна Гора. Она не може да ги суди предметите за Македонија. Предмети кои што доаѓаат од Македонија, она не може да суди. Меѓутоа, од другите држави може. Можам да ги замислам луѓето колку се изгорени кои што плаќале грдни пари што дале во Страсбург за Страсбург. Апсолутно кој знае што им се случувало. Која бламажа сама си ја направи пред крај на кариера? Наместо да си седе мирно не знам која бламажа човек. И што е најтрагично, вика само дел од оние кои што се ангажирани се откажа значи они ги хонорари ќе примаат. Врз основа на што ќе примаат хонорари? Врз основа на национално предоста, така не пишува договорот. Првата седница ја закажала веднаш после првомајските празници. Не, Ване, види се една интересна вест има. Има нова? Сега ја читав. Само да ја најдам. Најди. Баш ме интересува. Работното пред 3 часа, Канал 5. Работното тело за уставни измени почна со работа, но конститутивната седница ја одржа зад затворени врати и далеку од очите на јавност. И ова тајна исто. Не бе тајна, војна тајна. И ова ќе дебела војна тајна. Бог да чува и да брани. И сега ти замисли сите овие луѓе, значи они си ја туркаат онака приказната ќе има уставни измени, еве какви предлози ќе ви даеме на сите уставни измени, а немаат никаков Знаеш што е најсмешно? Како целата таа работа. Знаеш што е најсмешно целата работа? Ја морам да ти кажам днес, седев, читав, гледав и на крај таа констатација така ќе биде, ако биде некој. Нема да читаш бугарски книги само. Не, никако. Добро. Оваа комисија и
цялата оваа галама. Знае зашто е крената? Зошто? Значи, преамбулата на уставот. Да. 20% сега да избришат, нали, таму имат и нешто, таму имат. Тоа е веќе друга работа. Збореме конкретно за бугарите. Да. Треба да стои и бугарите. И бугарите. Крај на приказната. Ама зашто да стои? Ама не. Нели они сакат да ги внесат бугарите во уставот. Значи за да ги внесат бугарите во уставот треба да напишат. Нели има македонци, албанци, турци, власти, роми, хрвати. И бугарите. Не треба реципроцитет и што во бугарскиот устав. Денеска слушнав добра вест од Бугарија. Зар има добра вест од Има Бугарија? од нашинците, од македонците, Омо Илиден Пирин има поднесена иницијатива за промена на бугарскиот устав, измена на бугарскиот устав, со кој што бугарски устав со измените ќе ги признат сите малцинства кои што живеат во Бугарија. Од тука почнува реципроцитетот. Ајде да видиме сега што ќе кажат бугарите. Бугарите јас знам што ќе кажат. На нас уставот не е таков. И на нас не е таков, ама е 5 пати го менјам. Да. И на крајот на И криштата. дојде таков како што е, никаков. На крајот на криштата, ако сакаат некоја јавност или било нешто да се случи, коректно во целата оваа работа, дечки, зашто еве со ододиме на предвремени парламентарни избори, Да се излеземе со програми, да си кажеме... Дента на парламентарните избори, нека има во исто време и референдум, нека се известат граѓаните за дали сакаат уставни измени. Така е, тоа е најдобар момент. така е. И ќе им успе референдум, заради тоа што сите ќе излезат избори. Да. И ќе го чујат мислењето на народот. Ама никој не ќе го слуша мислењето на народот. Добро, кај мислат овие луѓе? Не, види, Што мислат да го прават овие слушам луѓе оној политика како ќе Пендаровски, го шетаат? слушав оној Пендаровски од Вила Водно, вели, па што вика, нема ништо лошо да бидат внесени бугарите во уставот. Абе има. Овие констелации, овие односи, овие политички случувања што се на Балканот, посебно помеѓу добрососедските односи на Македонија и Бугарија, односно на Бугарија со Македонија. Ние немаме проблем со Бугарија. Бугарите очигледно имаат проблем со нас. Добро. Види, Овој нема ни конзистентност. со внесување на ништо бугарите, нема во своите со ставови. внесување на бугарите у устав. На мала врата е отвора Сан Стефанска Бугарија. Да, тоа го Александр. кажа минатиот пат и точно си Значи, кажа. стојам на тоа. Ке треба да ги славиме нивните празници. Значи, ќе ти бара пари од државен буџет за да слави 3 март. 10 милиона исто. 10 милиона. 3 март, Мартинки. Ќе ти бара да отвори школи по старо екзархии. Да се изучува. Што значи тоа? Телевизија им дадовме сите тие останати работи. Бугаризација, класична И бугаризација. он ми вика дека немало да има никаква импликација, внесувањето на бугарите немало да има никаква импликација. Па ако нема никаква импликација, ајде да го земеме хрватскиот модел, бе. Еве, јас сум за хрватскиот модел. Сите модели да ги земеме во околина Или албанскиот да го земеме, или не. Еве, ќе го земеме и американскиот модел. Да. Еве американскиот модел. Видиме, во Америка има многу интересен момент. Ама тука никад нема да го прифата тоа Македонија. Знаеш што го вика, сите сме американци, од италијанско потекло, американец, како кај нас да е македонец од македонско потекло. Ама затоа реков. Македонец од албанско потекло, македонец од бугарско потекло. Јас немам ништо против да сме така сите. Тоа е нормално, во секоја нормална држава тоа така се тоа да изгледа. Ване како викаш Ама сите стојат под еднознами, големо ни е сите името, брат. Тоа е, да знаеш. Ама сите у Америка сите стојат под еднознами, сите пеат една химна. Нормално. Нас овдека што се игра на фудбалски надпревари, некои устане отвараат, стана популарни звезди. Кога сме кај фудбал од 9 сата, гледај како не гледаат од техника. Уше малце, ајде уше малце. Фудбал сака да гледаат. Ќе гледа. Може ќе да изеде. Неам. Не се свесни у што не внесува. Значи стварно не се свесни што не. Може би се свесни. Не бе, не се свесни. Пошто тогаш е апсолутно представено масовно лудило кое што почна и станува заразно од ставовите на Зоран Заев, па наваму. Сашти народ. Значи да, ја очекував, пази, капацитети интелектуалци на луѓе и познавачи на историја, на политика, на онака ниски гранки да паднат. Што им се случи на тие луѓе? Дали се плашија толку од разговорите, дали бе оценувани од сите тие работи? Ке покаже времето. А времето е немилостив судија за такви типови како вие што се. Среден судија, да, така. А и така и треба да биде. Што така сме? и треба да биде и мора да биде. Април, така? Да. До година ова време се ќе биде јасно, ја мислам. Може и порано, Да, ама најдоцна до година ова време. ама до година ова време ќе се слушнеме пак, само да сме живи и Да здрави. сме живи и здрави. Ако Имате убава вечер да си гледате фудбал. Така, и да ги поздравиме нашите источни соседи, како? А
Пред това не я пропущайте, односно не го пропущайте, рапот на господинот Богдан. Попознат како Бетмен.